Абрахам Џонстон. За време на Првата светска војна во 1914 година работел во Скопје, во болниците што се наоѓале близу до Зеленото пазарче и старата железничка станица. Љубител на природата, тој, според можностите и времето со кое располагал, се искачувал на водно со своите пријатели, воодушевувајќи се од неговата чистота и убавина. Во своите подоцнежни мемоари, доктор Абрахам ке запише: "По пладнето не затекна слободни, па така, бидејќи беше прекрасно ведар ден, конзулот, Стив и јас одлучивме да се искачиме на горноводно, планината во чие подножје лежи Скопје. Освен нас, планината речиси беше пуста. По некое мало стадо овци што го води стар брав со клопотарец на вратот, минуваше пред нас. Од време на време овчарче со кожув и со шубара им довикнуваше пискливо. На падините имаше две села и додека се доближувавме до подолното, до нас допре резкиот писок на гајди. Во турско време различни конзули за време на летната горештина изнајмувале куќи овде. Бранимир Штулик Џони. Рок музичар, основач и некогашен пејач на загребската група Азра, представник на така наречениот нов бран на југословенската рок музика од периодот на залезот на 1970-тите и 1980-тите години на 20 век. Од почетокот на 1990-тите се преселил во Утрехт, Холандија, повлекувајќи се од јавниот живот, останувајќи глув на разните повици да се врати на Балканот и во рок музиката. И покрај 1,5 децениската неактивност, неговото музичко влијание е се уште огромно. Во негова чест се одржуваат рок настани под име Tribute to Azra, познат е како единствен музичар на балканските простори кој објавил тројни и четворни албуми. Своевиден куриозитет, кој недвосмислено ја потврдува неговата големина, е правењето бисти со неговиот лик. Ниту еден друг музичар, ниту уметник воопшто не дочекал соработниците и обожавателите да му прават ненарачани бисти за време на животот. Вечно